Живееме во 21 век, не знаеме што може да ни се случи и секогаш треба да имаме оружје во раце за да знаеме како да се одбраниме од било кој напад. И мислам дека тоа е главно нешто што девојките треба да го знаат како да се одбранат. Реакцијата од сите кога ќе кажам дека тренирам некоја боречка вештина е тоа дека таа е за машки, не е за женски, но не е така. Мислам дека секоја жена треба да ја практикува оваа вештина бидејќи е од една страна и добра за самоодбрана. Јас сум Даниела Алексовска, имам 16 години, се занимавам со повеќе боречки вештини како бразилска џиу-џица, џудо, тајбокс и ММА, но главно се занимавам со бразилска џиу-џица. Како поважни успеси, можам да го спомнам третото место на светското првенство кое се одржа минатиот месец. И исто така 2 злата на европски првенства во 2018-2019. На турнирот во џудо се натпреварувам две категории, во кадети и во сениори, до 18 години и до 21 година. Освоив 2 златни медали, на бразилска џиу-џица турнирот без кимон, исто така освоив златен медал во категорија до 18 години. Секој ден имам тренинзи, по 2 или по 3 без разлика, но само недела одморам. Мора некако да се испланира времето, секако треба да се одвои време и за училиштето. Она што го гледам кај него е надпреварувачки дух, што сакам да го применам исто кај мене, дали е во борбите, дали е општо во животот. Едноставно тоа ме инспирира. Не сум дошла во ситуација за да се најдам во конфликт со некој, бидејќи повеќето се завркаваат со мене. Ми е страх со тебе да дојам во конфликт, бидејќи може да не истапаш. Препорака за младите да се занимаваат со било каков спорт, бидејќи спортот ги брише разликите помеѓу луѓето, создаваме нови пријателства и нови искуства и спортот добива секоја смисла за секого. Препорака за институциите да ги поддржуваат младите, без разлика дали се спортисти или имаат некаква друга цел, бидејќи тоа за нас претставува еден голем мотив кој не тера напред и тоа ни дава да освојуваме големи успеси и да ја претставуваме државата во најдобар свет. Ајде, имаш!